Со организирање на талент шоуа, културно-уметничка програма и учество во работилници, средношколците денес го отворија образовното рандеву. Оваа година како домаќин на оваа манифестација се представи Средното економско училиште во Гостивар, веќе традиционално по 7ми пат на учесниците од 32 средни училишта од цела Македонија. Преку меѓусебно дружење и учество во надпревари им се отвори можност да ги проверат своите знаења и да ги надградат сопствените вештини. Целта на ова образовно рандеву има и надпреварувачки карактер пред се, меѓутоа од друга страна и промоција на училиштата, промоција на средни стручни училишта, кои што на некој начин преку оваа манифестација им се овозможува дружење на учениците, им се овозможува начин на кој што тие сето тоа што го испланирали, сето тоа што го подготвиле, имаат да го презентираат. Целокупната образовна манифестација ја организира Младинската асоциација на средни училишта во Македонија. Во двата дена предвидени за тоа, повеќе од 500 ученици ќе се надпреваруваат во разни области, преку забавни активности ќе ги вежбаат своите способности за јавно говорење и подготовка за работно интервју. Според директорот Тони Ефремовски, сите учесници на образовното рандеву се победници. Забавата и дружењето на вакви собири се на прво место. Има 8 категории во кои што се надпреваруваат, почнувајќи од интервју за работа, јавно говорење, маркетинг план, најдобра веб страна, најдобар постер, најдобра фотографија и најдобар музички бенд и соло изведувач. Покрај дружењето и надпреварувачкиот карактер можам да истакнам дека во оваа ситуација нема победници, нема губитници. Сите се добитници. Добитници се што имаат едно искуство повеќе во животот, имаат ново пријателство стекнато и на некој начин во промоцијата на нивните училишта дружењето е на прво место. По презентацијата на традициите и обележјата на Гостивар, професорите и учениците учествуваа во трибина на тема Стратегија за интегрирано образование во организација на ОПСЕ.